Благодарам, председателке. Почитувани колеги и пратеници, почитуван господин Шајновски. Денес на Комисија број 3 за финансирање и буџет имаме можност да продискутираме за годишниот извештај за состојбата и движењето на осигурителниот пазар во Република Македонија за 2023 година. Системот на осигурување во Република Македонија правно е базиран врз Законот за супервизија на осигурувањето, како и други поединечни закони, подзаконски акти и имплементација на легислативата на Европската Унија од областа на осигурувањето. Можеме да забележиме дека и овој извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар за 2023 година е изготвен во согласност со член 158 од Законот за супервизија на осигурувањето. Во Република Македонија главна регулаторна државна институција која го контролира, или јас би рекла би требало да го контролира целокупниот пазар на осигурување, е Агенцијата за супервизија на осигурување, и истата оваа агенција треба врз основа на сите надлежности и овластувања кои ги има да се грижи за законско и ефикасно функционирање на пазарот на осигурување, а се со цел заштита на правата на осигураниците или корисниците на осигурителни услуги. Од извештајот можеме да забележиме дека во текот на 2023 година имаме промени во сопственичката структура, односно во текот на 2023 година биле поднесени две барања за основање на две нови осигурителни друштва, од кои едно за неживотно, а другото за животно осигурување. Истите тие се стекнале со лиценци и осигурителниот пазар се зголемил за две нови осигурителни друштва. Едното започнало со работа во 2023, а второто во 2024 година. И од тука се податоците за сопственичката структура и вкупната актива на 31.12.2023 година, кои се објавени во извештајот, а се однесуваат на 18 акционерски друштва за осигурување. Од нив 6 друштва за осигурување се лиценцирани за работи на осигурување на живот, додека останатите 12 за работи на неживотно осигурување. И како што реков, промените во сопственичката структура се поради фактот што на крајот на 2023 година се земени предвид двете нови друштва за осигурување, односно нивните основачи. Сепак можеме да забележиме дека и понатаму друштвата за осигурување се во доминантна собственост на странски правни лица од финансискиот сектор, 68,34%, кои се делумно или целосно присутни во 15 од вкупно 18 друштва за осигурување. При тоа 13 друштва за осигурување се дел од осигурителни групации со седишта во земји членки на Европската Унија, додека само 3 друштва за осигурување се во целосна собственост на домашни инвеститори. Интересен ми се види и делот од извештајот каде се прикажани податоците за вкупната бруто полисирана премија во 2023 година, кои се во износ од 14.344.690 денари. И сето ова, како што кажа и колегата Здравковски, е раст. И би кажала и јас исто така дека овој дел можеби е единствен за пофалба. И понатаму тука најзначајно учество има осигурувањето на моторни возила со 47,24%, кое се состои од доминантно осигурување од автомобилска одговорност, премии од полиси за задолжително осигурување од автомобилска одговорност и зелени карти, како и доброволното осигурување на моторни возила или каско осигурувањето. Значајно место и понатаму во бруто полисираната премија има осигурувањето на имот или 16,27%, осигурување на живот со учество од 17,35%, како и здравствено осигурување на лица од последици на несреќен случај или незгода со учество од 12,29% од вкупната бруто полисирана премија во 2023 година. Во текот на 2023 година друштвата за осигурување склучиле 1.949.592 договори или полиси за осигурување. Вкупната актива на друштвата за осигурување на 31.12.2023 година изнесува 33.935.269 денари, што би се однесува до бруто износот кој е исплатен по основ на штети. Тука станува збор за некои 5.822.812 денари. Во структурата на бруто исплатените штети најголемо учество имаат штетите по основ на осигурување од автоодговорност, потоа штетите од осигурување на живот, штети за имотно осигурување, штети за осигурување моторни возила, како и доброволно здравствено осигурување од вкупно исплатените штети. Посебно внимание
од извештајот ми привлече делот кај поднесените представки од страна на осигурениците. Во 2023 година до друштвата за осигурување биле поднесени вкупно 5989 представки. Од вкупно поднесени представки од страна на осигурениците, само 25,58% се решени позитивно, односно во корист на осигуреникот или корисникот на осигурувањето, 60,31% се со негативен одговор, а останатите се уште во процес на одлучување. Ово укажува на фактот дека и понатаму премногу мал е процентот во кој осигурениците кои не биле задоволни од одговорот на осигурителното друштво успеале да поправат нешто во однос на нивното оштетено побарување. Што се однесува пак до поднесените представки до АСО, исто така и тука мал процент, 12,8% се решени во корист на подносителот, додека 61,6% се решени негативно. Учеството во активата на финансискиот систем на осигурителниот сектор изнесува 3,85%, што укажува на скромното и ниско учество и малиот придонес за незиниот раст. Друга негативност која би сакала да ја истакнам се однесува на развиеноста на домашниот пазар за осигурување. Споредбено со пазарите на осигурување во регионот, па и пошироко, можеме да заклучиме дека Република Македонија е далеку под нивото на развој на просекот на земјите членки на Европската Унија. Еве, на пример, според индикаторот стапка на густина, Република Македонија од 17 држави во Централна и Источна Европа е на 15-то место, после нас се само Албанија и Косово. Реалната состојба и потребите за осигурување диктираат значајни промени и крајна цел на овие промени треба да биде полесното и побрзо приспособување на општеството во услови на забрзани технолошки промени поврзани со развојот, користењето на вештачката интелигенција, дигитализација и неповолното влијание на климатските услови. Крајна цел е заштита на осигурениците и корисниците на осигурувањето, кое треба да е многу позначајно и поголемо од вршењето надзор на усогласеност со прописите кои се однесуваат на одржување на солвентноста и финансиската состојба на